Вчера вечерта околу 7 часот во населбата 11 октомври во Кисела Вода, додека се играле деца на возраст од околу 10 години, им пришла кола, Opel Astra караван тегет боја без регистарски таблици, во која имало маж и жена и им нуделе играчки на децата со цел да ги привлечат во колата. Во тој момент едно од децата дошло до колата и мажот пробал да го внесе детето внатре, употребувајќи сила. Лага или вистина? Дали ја прочитавте оваа вест на интернет или на социјалните медиуми? Конкретно оваа вест не ја прочитав на социјалните мрежи, но сум запознаена со некоја слична ваква вест прочитана на социјалните мрежи. Не, искрено да кажам дека не сум ја прочитал, меѓутоа сум сретнал многу слични такви вести, така да ова веста конкретно не сум ја прочитал. Јас не ја прочитав ова вест на социјалните медиуми, но слични со таа содржина имам прочитано. Не ја прочитав ова вест на интернет, но дознав од мојот татко, тој ја имаше прочитана ова вест. Што предизвикуваат ваквите вести кај вас како граѓанин? Па искрено оваа вест кај мене предизвика еден револт, пред се затоа што треба да се заштитат децата, но и треба да се воспостави една грижа кон децата од страна на родителите. Например, кога децата треба да се придружувани, кога ги носат во градинка или кога ги носат на училиште, треба да се воспостави една доста голема заштита кај децата и грижа. Па прво би гледал да ја прочитам, потоа да видам да ја анализирам веста, па потоа да видам што јас ќе мислам за веста. Пред се вознемиреност, бидејќи се работи за киднапирање и за продажба на органи, во кои што навистина тие работи се многу опасни за заедницата и за државата како целина, и се надевам дека тие работи имаат стагнирано на некој вид. Па, кај мене ваквите вести прво предизвикуваат да истражам дали е точна веста или не. Бевте ли вознемирени, загрижени? Имаше лавина реакции на социјалните мрежи дека се киднапираат деца за продажба на органи. Јас сум на таа тема и доста и револтирана затоа што постојат такви некои луѓе кои што навистина добиваат некаков профит, но јас искрено би сакала да знам зошто го прават тоа. Не, јас мислам, не сум ни револтиран, бидејќи мислам дека не се продаваат детски органи или било какви органи во странство за пари. Имало случаеви каде што се продаваат, меѓутоа не верувам многу во тоа. Но јас лично мислам дека не постои до толку масивно таа појава. Не бев загрижен затоа што секоја вест која ќе биде објавена на социјалните мрежи мора да биде потврдена од МВР, за да се знае точно дали МВР интервенирала или не. Дали ја видовте кај некој пријател да е споделена оваа вест? Искрено немам видено до сега да има некој споделено ваква вест, за жал. Не сум ја видел, бидејќи моите пријатели не се занимаваат многу со таа работа. Не, моите пријатели споделуваат сосема други работи. Не ја видов да е споделена. Дали ја коментиравте оваа вест со вашите пријатели, дека станува збор за лажна вест, кој некој човек ја напишал на Facebook и ја превзеле сите медиуми? Па искрено сме разговарале досега со некои пријатели од мојот круг, но досега не сум видела навистина некој да сподели некоја ваква вест или да каже во врска нешто со оваа вест или било нешто слично кое што се спојува со оваа содржина. Па многу дискусија немаме во мојот круг, барем немаме многу дискусија за такви работи, не дискутираме премногу, само донесуваме некои одлуки да или не и крај на темата. Пред се јас со моите пријатели низ хумор и низ смеја коментиравме таа вест, што не треба да биде така во секој случај, но таквата вест за мене представува сепак вознемиреност и јас сметам дека таквата вест треба не толку масивно да се споделува на социјалните мрежи, но сепак да биде некој вид предупредување. Да, коментиравме со мојот потесен круг на пријатели, но свативме дека е лажна вест само што ја видовме.
Лажна вест или фейк ньюс е неточно или лажно информирање. Вест која содржи невистинити податоци, настани или изјави комбинирани со факти за да се создаде впечаток на вистинитост, што се пласира со штетна намера или за да привлече големо внимание во јавноста. Лажната вест се шири многу брзо преку социјалните мрежи и порталите. Понекогаш на лажни вести наседнуваат и ги пренесуваат и професионални медиуми. Лажните вести имаат за цел преку дезинформации да манипулираат со граѓаните и затоа се штетни за демократијата. Биди фраер, мисли со своја глава. Секогаш провери го изворот што ја објавува или споделува информацијата, авторот, полно име и презиме, назив или линк до медиумот од каде што е преземена, фотографиите и видеата со кои е пропратен текстот, датумот на веста. Дали гледате или читате вести? Ви од каде се информирате? Преку кој медиум? Интернет, ТВ, радио или весник? Па, најчесто се информирам преку интернет, но не се обврзувам толку да се преоптоварувам со многу информации или со дел од тие медиуми кои што објавуваат. Јас се информирам конкретно преку интернет најповеќе, бидејќи не гледам ни телевизија, ни вести. Се информирам преку повеќе медиуми, меѓу кои повеќе едукативните образовните емисии на Национална географија, Discovery Channel, History. Понекогаш ги гледам арена каналите спортски настани, повеќе тоа ме интересира. Гледам и уметност, култура, например некои манифестации, сакам повеќе да читам такви работи, да следам, да коментираат луѓе во коментари и така натаму. Најчесто се информирам преку социјалните мрежи, но не гледам ни телевизија, ни ништо. Што најмногу ве интересира? Политика, економија, култура, музика или мода? Па најповеќе ме интересира културата, најпрво некоја манифестација, некоја театарска представа, одржување на некој филм или презентирање на некоја премиера или слично. Па од сите овие мислам дека ќе одберам музиката, бидејќи човек ако не слуша музика, каква е музиката, таков е и човекот. Најмногу ме интересира музика, затоа што работам со музика и може тука да се вброи филмот. Кому најмногу верувате и зошто? Па искрено не верувам многу во медиумите, но често знам да прокоментирам во зависност кој медиум објавил нешто или без разлика кој да е. Па не верувам скоро на никој медиуми, бидејќи ај не можеш да веруваш, бидејќи може сите медиуми ваѓаат нешто точно и ваѓаат нешто лажно. Така да не можеш на сите да веруваш. Верувам на повеќе медиуми, меѓу кои локалните, например, но верувам и исто така на таквите медиуми кои што споделуваат нешто убаво, нешто конкретно, нешто добро за заедницата, како, например, многу повеќе манифестации, културни работи, работи од уметност, од спорт, бидејќи тоа сепак представува добро за заедницата. Не верувам на никој медиуми. Има ли објективни медиуми кои денеска достоинствено ја извршуваат својата професија? Искрено, од моја гледна точка, може би постојат такви медиуми кои што навистина си ја извршуваат својата работа. Па не верувам. Сегде има некоја луфта и треба да се поправи таа луфта. Има повеќе медиуми кои што достоинствено извршуваат таа професија, но за жал сепак представуваат и тие кои што не ја извршуваат таквата професија. Па има одредени медиуми, но повеќето пласираат лажни информации за што повеќе голема заработка. Дали ги проверувате информациите или ги земате здраво за готово? Па искрено, најпрво би ги проверила, па подоцна би рекла дали ќе поверувам или не. Не, прво гледам да ги разгледам, да ги анализирам, прво самиот со себе, потоа со некој друг, па да утврдам дали информацијата е точна или не. Пред се ги анализирам, се советувам со моите пријатели, другари, познаници и гледам таа тема и пребарувам повторно на таа тема и секогаш не ги земам здраво за готово. Прво ги проверувам информациите, дали се вистинити, дали се лажни, дали има потврда, а потоа гледам дали ќе ги земам здраво за готово или не. Ви се случило да поверувате или споделете на Инстаграм или на Фейсбук некоја лажна вест, мислејќи дека е вистинита? Па не ми се случило досега, претежно не сум тој тип на човек кој што
претерано така измислува, нели, коментира или не знам што, или некои такви типични реакции кои што предизвикуваат револт кај граѓаните. Не ми се случило тоа. Не ни споделувам никакви вести, не сум многу активен на социјалните мрежи. Не споделувам, обично тоа си го оставам за мене. Моето мислење не сакам да излезе така јавно или да споделам, да критикувам, да напишам, да искоментирам. Сакам тоа мислење да си го задржам само за себе си и мојот потесен круг на пријатели. Па порано кога бев помал, некои од такви вести ги споделував мислејќи дека се вистините. Сте биле ли доведени во заблуда? Па искрено сум била во зависност за што станува збор. Не. Барем така мислам јас. Може би сум бил, меѓутоа не. Во заблуда сум бил доведен неколку пати, за жал повеќе пати. И обично таквите, како шокантно некои медиуми што споделуваат, например, не знам за Цеца за овие естрадни пејачи, но мене не ми јасно зашто за таквите воопшто и се споделуваат некои лаги и невистините. Не сум бил. Сте се почувствувале ли излажани, изманипулирани, вознемирени? И дали може да ни кажете која е таа лажна вест што ве вознемирила? За своја среќа досега не. Да, јас мислам дека секој човек така си имал среќа, но барем еднаш во животот. Излажан сум се почувствувал повеќе пати од исто така таквите медиуми. За повеќе има лажни вести. Пред се исто така со гиднапирање, со донирање пари за болно дете, тоа е страшно некои работи што мене лично не ми се допаѓаат. Секој човек може така да се почувствува во животот барем еднаш. Што мислите? Кој најчесто ги пласира лажните вести и зошто? Па јас претежно би рекла дека некои кои што навистина немаат искуство воопшто, кои што не се дел од таа медиумска култура и кои што навистина сакаат нешто да соопштат, нешто што е вистинито и нешто што навистина треба да се прифати и да покаже свест кај граѓаните. Јас, според моето мислење, мислам дека лажните вести ги пласираат политичарите, политиката, меѓутоа медиумите знаат и да надоградат, да одземат, да додадат и да направат уште поголема збрка. Пред се тоа се платените новинари, полуреализирани сајтови кои што повеќе сакаат да добијат внимание и обрнување на внимание и повеќе лајкови и коментари, а не е битно дали ќе пренесат некоја вистина. Најчесто ги пласираат лажните вести за повеќе кликови, поголема заработка и да се даде страф на гледачите, на читателите. Тешко ли е денес да се направи дистинкција меѓу вистинските и лажните вести? Па претежно јас би рекла од моје мислење дека е тешко, но во зависност од тоа како граѓаните ги прифаќаат. Јас мислам дека е тешко, меѓутоа ако знаеш како, ако знаеш да ја провериш добро и каде, јас мислам дека ќе можеш да го најдеш точниот одговор. Не е многу тешко, но сепак за жал народот кај нас и не знае да направи некоја поголема разлика. Верува или го зема здраво за готово. Ако знаеш, лесно е, но ако не знаеш, тогаш е многу тежок проблем. Што мислите за воведување на предмет медиумска писменост во образованието? Па јас сметам дека треба да се воведе, мислам како изборен предмет би требало да се воведе во тој дел на училиштата, самата медиумска писменост, затоа што и пред се верувам дека и многу деца и многу ученици би се вклучиле во истиот проект. Па би можела да се воведи, бидејќи ако се воведи, јас мислам дека ќе има помал процент на заблуда кај народот и дека ќе може поубаво да се справи со лажните вести. Треба да се воведи во образованието поради тоа што малку и учениците и помалите деца, тие кои што и возрастни се многу послабо едуцирани или запознаени со медиумската писменост. Јас мислам дека тоа треба да се воведе во образованието за сите поднатамошни генерации да се справат со тој проблем. Сте разговарали ли некогаш на училиште за медиумска писменост или за лажните вести? До сега јас не сум имала прилика, но претежно со пријателите од мојот колегиум, од мојот кружок сум разговарала до сега на доста многу вести од тој тип. Да, сме разговарале на часот по македонски. Имаме разговарано, дебатирано.
Имаме разговарано повеќе пати во основно образование на македонски јазик предметот, исто така во средно образование имаме спомнато на англиски јазик предметот. Да, сме разговарале по предметот македонски, но тоа што е во учебниците е малце и не е доволно. Говор на омраза ги подразбира сите форми на изразување што шират, поттикнуваат, промовираат или оправдуваат омраза, дискриминација или насилство, заснована на нетолеранција против кое било лице или група. Говор на омраза е кривично дело. Слободата на јавно изразување на мислата е загарантирана со устав, но не е апсолутно право и не треба да се злоупотреби за загрозување на животите или достоинството на луѓето. Веста, која изобилува со епитети и емоции, често има за цел да предизвика силна реакција кај тебе, да те потпали, да создаде чувство на гнев или страв. Биди фраер, не шири и не подлегнувај на говор на омраза. Мисли со ладна глава. Ти си одговорен за она што го говориш или пишуваш во јавност. Да, и на социјалните мрежи. Ти си одговорен пред оние со кои си споделил содржина или информација која содржи говор на омраза. Медиумската содржина не смее да деградира, да вознемирува, да заплашува, да повикува на насилство врз лица или социјални групи врз основа на предрасуди. Од оваа емисија може да заклучиме дека средношколците, иако немаат големи познавања за медиумската писменост, тие се многу свесни за големиот број лажни вести кои што ги има во медиумите на интернет, на социјалните мрежи. Разни економски центри, политички центри, центри на моќ секојдневно се обидуваат да ја пласираат, да ја продадат својата вистина. Критичкото мислење го блокира ова. Затоа секогаш критички размислувајте и запазете ги стандардите на точност, прецизност и јасност.